Денеска во просториите на Средното општинско училиште Лјупчо Сантов се одржа транснационален состанок на кој партнерите од Кочани, Република Хрватска и Република Бугарија потпишаа партнерски договор за соработка и го формира управувачкиот одбор на проектот. Се работи за проект со наслов едукативен модул со проширена реалност, развој и имплементација на иновативни ИКТ базирани образовни алатки со STEM ориентираните училишни предмети, кој е финансиран од Erasmus Plus програмата Стратешко партнерство за училишно образование. Средното општинско училиште Лјупчо Сантов е дел од овој проект, а за придобивките од него од изјавата на директорот Игор Христов. Основната придобивка за општина Кочани за овие три организации е дека ќе се влијат во човечки ресурси, во мобилност и во активности 131.100 евра, што мислам дека е за поздравување. Гледајќи ги придобивките на моето училиште, од кое што сум јас представник, на СОУ Лјупчо Сантов Кочани, што ќе добиеме? Едноставно, проектот промовира нова дигитален период во однос на наставата за учење. Тоа ќе возможи нов професионален развој и нов светоглед на нашиот наставен кадар. Тоа ќе значат нови содржини на нашите ученици кои што ќе бидат вклучени на директно или индиректно во активностите на овој проект и како мала награда за целокупната таа активност ќе имат можност да ја имат таа мобилност да се движат во регионите на нашите партнерски организации во Хрватска и во Бугарија, каде што ќе се запознаат со начинот и на наставата во таквите организации, во училишта, како и со тоа каде сме ние, а каде се членките на Европската Унија. Присутните ги поздрави и председателот на Советот на општина Кочани Томе Солевски, кој меѓу другото рече дека преку активностите од овој проект учениците ќе се запознаат со нов образовен модул кој ќе придонесе за современ развој во образованието. Убеден сум дека учениците од нашето средно училиште, а секој наставничкиот кадар ќе го прифати овој предизвик на употреба на новите иновативни технологии кои се блиски до младата популација, а досега не се употребувани во наставата во училиште. За мене лично представува гордост што проектот партнер кој го изработува овој иновативен образовен модул е софтверска фирма од нашата општина, што покажува дека и по малите општини во оваа држава може да се разработуваат и реализираат нови иновативни идеи, што е многу битно за малите заедници. Според моите сознанија, во моментот ова е седмиот проект кој се реализира по програмата на Erasmus Plus во нашата општина, што ја прави нашата општина лидер во Република Македонија. Главна цел на проектот е развој и имплементација на образовен модул со проширена реалност, односно софтвер, кој ќе се користи во STEM ориентираните образовни предмети во трите средни училишта, кои се проектни партнери од Македонија, Бугарија и Хрватска. Носител на проектот е Сдруженијето за поддршка на економскиот развој, локална акциона група од Кочани. За реализацијата на проектот планирано е да се одржат 4 транснационални состаноци, 2 обуки на наставниците од средните училишта за користење на едукативниот модул и една 5-дневна размена на група ученици од Македонија, Бугарија и Хрватска. Вториот транснационален состанок е планирано да се одржи во месец март 2019 година во градот Лудбрег во Хрватска.